Со вас Маријан Николовски. Повладнени вести во 16. Денеска гледа. Шокатни сведочења на обвинетите, како се убиени Вања и Панче, кој бил таргет на сторителите. Ниту судот, ниту обвинителството немаат ништо против синот на пратеникот Јаховски да се брани од слобода. ДКСК отвори предмет за спорните тендери во Министерството за дигитална трансформација. Министерот повторно тврди дека наводите на СДСМ биле лажни. Почна долго најавуваната изградба на граничниот премин Маркова нога. Руски ракетен напад врз Киев пред Москва да одлучи дали ќе прифати 30 дена примирие, откако Украина се согласи на сите услови од Вашингтон. Во овие вести детали од судскиот процес за сведочење за убиствата на Вања и Панче во живо и од почетокот на изградбата на долго најавуваниот граничен премин Маркова нога. Останете овде, почнуваме веднаш. Продолжение на судскиот процес за убиствата на Вања и на Панче. Денеска искази дава обвинетите. Во овие вести Зоран Јаневски. Зоран, прилично шокантни сведоштва на дел од обвинетите. Може ли да сумираме дел од нив? Да, после сведочењето на обвинетиот Велибор Манев, јавноста слушна најмногу детали за она што се случувало на крајот од 2023 година, кога првин беше грабнат велешанецот Панче Жежовски, а неколку дена подоцна и 14 годишната Вања Ѓорчевска овде во Скопје во главниот град. Планот за грабнување обвинетите го кроеле уште пред една година, кога ја ископале дупката во која подоцна го закопале велешанецот Жежовски. За реализација на планот, како што сведочеше Велибор Маневски, барале пензионер за да му се одземе автомобилот, а потоа да го искористат за киднапирање на возрастна жена, тврдеше Велибор Маневски. Според него, планот кој им го кажал обвинетиот Љупчо Палевски Палчо не предвидувал убиства. Пензионерот требало жив да преноти во дупката врзан со синџир за бетонски столб. По киднапирањето на жената тој да биде пуштен, а таа да го завземе неговото место. Според Велибор Манев, Палчо им рекол дека ќе киднапираат жена на 40 на години. Размислувал за ќерки помеѓу ќерки на градеж, собственик на градежна фирма и фармацевтска компанија за кои ќе бара откуп. Им покажувал слики од жена, но остана нејасно дали фотографиите кои што им ги покажувал Палчо на другите обвинети била од 14 годишната Вања. Вања била грабната дури во третиот обид, тврдеше Велибор Манев, но не виделе дека се работи за дете. Одговарала на карактеристиките од жената што им била покажувана на сликите. Јас бев под скалите, а Боре чекаше со селотејп трака ставена на раката и кога се симнуваше особата, Боре ја грабна и ја залепи устата и ја повлековме под скалите. Според сликите што не ги покажуваше Палевски, особата беше идентична. Во темната просторија, колку што можевме да приметиме, беше таа. Ја врзавме и ја ставивме во вреќа за спиење, сведочеше Велибор Манев. Според него, за грабнувањето на жената, секој поотделно требало да добие по 150.000 евра. Рече дека уште при убиството на Панче му се заканил Палевски да молчи, а како што објасни, му рекол за да не го расипуваат пријателството, а имал и убава фамилија. На 27 ноември во 2023-та, по грабнувањето на девојчето, сите се упатиле кон местноста Дупки. Комуницирале преку радиостаници. Палевски ја праша за незиното име, имињата на родителите и откако дозна рече да ја извадиме надвор од колата за да слика и да прати слики на фамилијата. Откако ја извадивме, ја отворивме вреќата за спиење и селотејпот го извадивме. Видов дека е дете, а не жена, тврдеше Велибор Маневски. Веднаш му рековме со Владко дека е грешка и треба да ја пуштиме. Палевски ми рече да прекинам и дека е се чисто, но дека првичната сума што ја понудил нема да може да се земе. Палевски приде кон детето и со перниче во рака го испука куршумот, сведочеше во големата судница на Скопскиот кривичен суд обвинетиот Велибор Манев. Заради разлики во исказот, пак обвинителството ја прочита изјавата на Велибор дадена претходно пред јавен обвинител. Тој тогаш кажал дека од обвинетиот Кешишев слушнал дека во неделата вечерта пред грабнувањето на Вања, Палчо разговарал преку телефон, но никогаш не споменувал имиња, а како што рече, разговарал со таткото на Вања.
За таткото на Вања, кој исто така е обвинет во овој случај, рече дека првпат го видел на фотографија која му била покажана во полиција додека бил повикан на распит. Изјавите и читањето пак на исказот на Велибор ги расплака таткото и една од обвинителките која работеше на читање на првично дадениот исказ на Велибор Манев. Со ова денеска практично заврши распитот на Велибор Манев, сепак тој ќе остане на местото каде што ќе треба да одговара на прашања од останатите сообвинети, а судењето ќе продолжи во петок. Според најавите, прв прашање ќе поставува прво обвинетиот во овој случај Љупчо Палевски. Маријан? Благодарам Зоран Јаневски за овие детали. Очекуваме и во Централниот дневник во 19. Синот на пратеникот Јаховски ќе се брани од куќен притвор за случајот со набавката на деривати. Премиерот вели дека не сака да коментира судски одлуки, но дека е шокиран од однесувањето на шефот на обвинителството. Александар Спасовски. Имал малолетни деца, нарушено здравје и изградени силни врски со државата. Тоа се причините поради кои ниту судот, ниту обвинителството немале ништо против синот на пратеникот на Дују осомничен за перење пари во аферата Мазут истрагата да ја следи од дома. Од обвинителството велат дека барале притвор, но биле одбиени. Судијата на претходна постапка, не прифаќајќи го предлогот на обвинителството, одлучил на осомничениот да му изрече мерка куќен притвор, а воедно оценил дека се исполнети условите да му биде изречена и мерка на предпазливост од земање на патна исправа и забрана за издавање на нова патна исправа. Се вели во соопштението на обвинителството, од каде до овој момент се уште нема информации дека поднеле жалба. Од судот во соопштение вчера објавија дека јавниот обвинител се согласил осомничен за милионски криминал истрагата да ја следи од дома. Во однос на осомничениот Асмир Јаховски, по произнесување на осомничениот пред судија на претходна постапка, јавниот обвинител се согласи за промена на предлогот за определување мерка притвор со предлог за определување на мерка куќен притвор, што беше прифатено од судијата на претходна постапка, објави вчера кривичниот суд. Премиерот вели дека не сака да коментира судски одлуки, но рече дека е шокиран од однесувањето на шефот на обвинителството. За мене се алармантни информациите кои што ги добивам, кои што се поврзани со однесувањето на прв човек на едно обвинителство кога слушнал за акцијата која што ја спроведуваше Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност пред 2 дена. Навистина, сум шокиран како се однесувал тој човек и како продолжува да се однесува. На нив не им е местото таму. Ако сака да бидат дворско-партиски забавувачи, тогаш нивното место не е во обвинителството, е во оние големи хациенди кои што се изградени во Западна Македонија. Но доколку сакаат навистина да имплементираат правдина, тогаш треба да го сменат своето однесување. Но тоа што го слушнав, како тој човек се однесувал, мислам дека многу скоро денеска ќе се кае, но тогаш се плашам дека ќе му биде доцна. Обвинителството вчера отвори истрага против 13 лица и една фирма кои ги товари за серија кривични дела како злоупотреби и перење пари при набавка на мазут со сомнителен квалитет за државните електрани. Прво осомничен е Радко Капушевски, кој од вчера е во истражниот затвор Шутка заедно со неговиот партнер Сулковски и екс-директорот на ЕСМ Адријан Муча. Останатите 8 лица се во куќен притвор. Екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски се уште е во бегство. Александар Спасовски, Сител телевизија. Власта смета дека членовите на судскиот совет, на кои вчера им беше изгласана недоверба, веќе немаат легитимитет за да учествуваат во работата на ова тело. За опозицијата пак интерпелациите се рушење на функционалноста на судските институции. Судскиот совет да свика итна седница, членовите на кои им беше изгласана недоверба не треба да учествуваат веќе во неговата работа и треба да поднесат оставки. Ова е барањето на власта откако вчера парламентот изгласа интерпелации на Дамева, Црвенковска, Адеми, Чочарова, Илиевски и Мустафа, 5 члена на судскиот совет што ги избира собранието. И вчерашната интерпелација која што им беше изгласана на овие 5 члена на судскиот совет избрани од собранието е многу сериозна работа и мора да биде сватена сериозно. Изгласаната интерпелација значи дека тие немаат легитимитет да земат учество, а уште помалку да одлучуваат во рамки на Советот.
Судскиот совет мора да ја разгледа оваа интерпелација, да закаже итна вонредна седница по однос на истата, а од нив очекувам да си поднесат неотповикливи оставки. Од ВМРО ДПМН велат дека вчерашните интерпелации се само почеток на расчистување на состојбите во судството. Целиот правосуден систем е метастазиран со пипците на СДСМ и ДУИ. Иџет Мемети е членот на Советот на јавни обвинители кој заедно со десната рака на Заев, Наќе Георгиев, зема подкуп за да влијае врз суди и обвинители со цел намалување на казата на Боро Малборо. Зетот за ќерка на истиот тој Иџет Мемети, додека е на позиција член на Совет на јавни обвинители, станува јавен обвинител во Гостивар и станува збор за Илир Јакупи. Ќерката Иџет Мемети, Леонора Јакупи, сега станува судија во судот во Гостивар. За опозицијата пак сосема спротивно. Интерпелациите се рушење на функционалноста на судските институции, а не реформа. Интерпелациите се грубо кршење на уставниот принцип за владењето на правото и поделбата на власта. Ова е намера, односно злонамера на власта, целосно да ја партизира судската власт. Очигледно е дека немаат никаква намера за вистинска реформа во правосудството базирано на реформската агенда, која значи европски закони и европски фондови за секоја имплементирана реформа, ни напиша лидерот на СДСМ Филипче. За опозицијскиот албански блок, интерпелациите не значеле ништо. Не верувам дека ќе се поднесат. Значи нема никаква смисла гласањето на интерпелациите. Они сами кажаа дека нема смисла. Они кажаа дека интерпелацијата не е правно обврзувачка, ама еве, ќе го искористиме денот, собраниската говорница и да се изнакажеме се и се што да се збориме. По таа логика ние кажавме дека можно е ние како пратениска група да свикуваме интерпелација и за членовите на Уставниот суд. За премиерот Мицкоски ова биле празни закани на ДУИ за да се заштитат од прогон. Кога малку се во опозиција, веднаш има одговорност, излегуваат на површина сите оние активности за кои што постои основано сомневање, а кои што се поврзани со криминал и криминалци, да ги дознае и македонската јавност. И затоа се тие уплашени на нив. Најмалку им е дојдено и до јазикот и до било што друго и до уставни суди. Тие се исплашени за својот криминално стекнат капитал и за основаните сомневања. Изгласаните интерпелации, заедно со заклучоците за изгубениот легитимитет за работа на 5 члена, вчера беа испратени и до самиот судски совет. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Државната комисија за спречување корупција отвори предмет за спорните тендери во Министерството за дигитална трансформација. Министерот се уште тврди дека изјавите на опозицијата се лажни. Антикорупцијска ќе проверува дали постои судирни интереси во постапката за доделување на тендери во Министерството за дигитална трансформација, откако СДСМ објави дека фирма која ги добила е во сопственост на сопругот на државната секретарка. Во текот на вчерашниот ден по објавите во медиумите, Антикорупцијска комисија оформи предмет по сопствена иницијатива и ќе постапува да се утврди дали има судирни интереси, велат оттаму. Министерот за дигитална трансформација тврди дека наводите на СДСМ се лажни. Најави дека ќе достави докази за постапката кога тоа ќе биде побарано од Министерството. За изјавите од СДСМ Андоновски најавува пријави за клевета и навреда. СДСМ веќе трет ден се обидува да ја манипулира македонската јавност. Убедени сме во законитоста на постапките и стоиме на располагање на сите надлежни за целосно расчистување на случајот со информации и документи за ова или други процедури за јавни набавки. Во понатамошниот период нема да го коментираме овој случај за да се остави простор и објективност на институциите да постапуваат, вели Андоновски. За СДСМ ова е јасен случај на корупција, доказ дека не е само семеен, туку и партиски интерес добивањето на тендерите. Сопругот на државната секретарка, Мартин Клинчаров, кој ги добивал тендерите во Министерството на Андоновски, е жесток поддржувач на Мицкоски и ДПМН. Ова почитување потврда дека станува збор не само за семејна, туку и за партиска поврзаност, директен линк и со ДПМН. Бараат обвинителството веднаш да постапува. Ивана Соколик најдова, Сител телевизија. Почна долго најавуваната изградба на граничниот премин Маркова нога. САД ја обновува војната помош за Украина. Како ќе се позиционира Македонија? На граничната линија со Грција, кај Преспа, почна изградбата на долго најавуваниот граничен премин Маркова нога. Даниел Василев во овие вести. Даниел, сепак какви се реалните шанси дека тој граничен премин ќе профункционира?
Добар ден, Маријан, според најавите од надлежните цели 16 месеци ќе се прави реконструкција на овој стар граничен премин Маркова нога, инаку затворен веќе 58 години во близината на Ресен, односно до селото Долно Дупени. Според информациите кои што денеска беа објавени тука, станува збор за инвестиција од 14 милиони евра, финансирани од Европската Унија, кои што практично треба да ги поврзат двете држави со уште еден граничен премин, односно четврти колку што ги имаме со Република Грција. Според информациите кои што денеска беа објавени тука, ќе биде изградена нова административна зграда за царинската управа, ќе има просторија за осигурителна компанија, секако ќе бидат изградени и јавни тоалети. Церемонијата на отпочнување на оваа реконструкција ја направија евроамбасадорот во државата Михаел Рокас, премиерот Христијан Мицкоски, како и представници на другите надлежни институции. Тие практично прво засадија дрвца, а потоа и го поставија камен темелникот. За значењето на овој граничен премин повеќе детали слушаме од евроамбасадорот. One of the most pressing challenges of our time is the climate crisis, which knows no borders. Navigating it requires coordinated action across regions. And cross-border territorial development provides a platform for such collaboration. The EU-UNDP partnership is instrumental in advancing this project, which is not only about infrastructure improvements, but also investing in a sustainable future for all, in which we have to do our share. Овој граничен премин, Маријан, како што и претходните. Маријан, очекувањата се дека овој граничен премин ќе помогне на Преспанскиот регион да добие повеќе туристи од претходно со оглед на тоа што од грчка страна многу полесно ќе може да се дојде до овде. Исто така и Грција има своји рокови, практично истиот рок до 2027 година, во кој ќе треба да ја заврши инфраструктурата од нивна страна со оглед на тоа што регионалниот пат кој што поминува низ овие населени места, барем од македонска страна, доаѓа точно до граничниот премин за кој се очекува да биде готов за 16 месеци. Во продолжение делот изјавите од премиерот како и од градоначалникот на општина Ресен. Овој граничен премин, како што и претходните говорници кажа, е само уште еден чекор кон поврзување на двете преспи од едната и од другата страна на границата, и мислам дека овакви примери се позитивни и за двете држави, и во таа насока треба и понатаму да се градат односите, да се поврзуваме, затоа што само на тој начин можеме да бидеме во оптиката на поголемите држави. Проект кој е од исклучително значење за нашиот регион, за двете страни, проект кој ќе го заживее овај дел од Македонија. Се надеваме на многу позитивни приказни во иднина, развој на туризмот, поголем проток на луѓе, се разбира и локалното население да го види својот бенефит од овој проект. Очекуваме исто рокот за двете страни, значи крајниот дедлайн, рокот по договорот со Европската Унија е до 2027 година. По моите сознанија, тука и градоначалникот, присутен е денеска градоначалникот од грчката страна, се спремаат и тие за да почнат со градба во многу скоро. Таму имаше и еден помал проблем каде што 3 километри патна инфраструктура треба да се изгради, и тоа е до пола некаде изградено. Се надеваме дека за скоро ќе биде и од таа страна отпочнат преминот. Даниел, да, спомна и градоначалникот на Ресен, меѓутоа и ти дека обврска има и грчката страна. Реално сепак има ли надежи и иницијативи кога ќе почне изградбата од другата страна на границата? Па за сега немаме такви информации кога точно би требало да започне, меѓутоа според кажувањата на градоначалникот на општина Ресен станува збор за мал зафат со оглед на тоа што е некаде околу 3 километри. Предпоставувам дека грчката држава ќе успее да го
да го стигне оној рок до 2027 година кој што е предвиден од Европската унија за конечно овој граничен премин да биде готов. Благодарам Даниел Василев од граничниот линија со Грција кај граничниот премин Иден Маркова Нова. Постои интензивна дипломатска активност за изнаоѓање решение за прашањето со Бугарија, вели евроамбасадорот во земјата Михаил Рокас. At the EU level, we are working very hard together with the government of North Macedonia to overcome any remaining issue before we open negotiations. So there is intense activity, diplomatic activity, exchanges. The EU leaders will be visiting Skopje in the coming 2 to 3 months. And I'm hopeful that we will be able to move ahead while at the same time we put and we continue to implement together with the EU assistance all the necessary reforms from the reform agenda. Сум се изнаслушал многу изјави. Треба да видиме дела. А дела по мене представуваат признавање на пресудите од Судот за човекови права во Страсбур за македонската заедница во Бугарија. Ова што го слушаме од страна на нашиот источен сосед, ако не е мешање на внатрешните работи на суверена држава, не знам за што станува збор. Така што ние не сме народ кој што има проблем со другите народи. Напротив, ние ги почитуваме нашите соседи, и албанците, и србите, и грците, и бугарите, но бараме подеднакво почитување и за нас македонците. Иако Македонија беше една од државите што пружи голема помош за Украина, сега министерот за одбрана вели дека околностите се променети. Во меѓувреме, САД повторно ја обновува воената помош за Украина. САД ја обновува војната помош за Украина, но што ќе направи Македонија? Министерот за одбрана потсети дека Македонија е меѓу водечките 4 НАТО земји кои досега и помогнале на Украина со воена опрема. Сепак, геополитичките околности се промениле, вели Мисајловски, а Македонија е на страната на мирот. Она што оваа влада го направи изминатиот период се додали уште еден пакет, но сега во овој период се смени наративот, знаете, во геополитиката во светот и она што вчера можеше да се слушне наистина за поздравување дека на масата е предлог за мир, се разговара за мир и ние сме промир држава. Македонски војници нема да се испраќаат на украинска територија, а досега тоа ниту било побарано од Македонија. Но можноста за помош не се исклучува откако ќе има конкретни предлози по завршувањето на војната. Дали македонски војници ќе има на украинско тло, нема да има. Но дали по завршување на ова мирно решавање и потоа потребата за било каква помош или мировници така натака во било каква форма или слично, први треба да го видиме како побарување, на што се мисли и така натака, бидејќи различни земји имаат различно размислување. Началникот на генералштабот на АРМА синоќа присуствуваше на состанокот на Макрон во Париз, заедно со началници на генералштабовите на 30 европски земји, каде се дискутирало за различните ставови на земјите и можни чекори за воспоставување мир, но без конкретни решенија за наредниот период. Мисајловски нагласи дека Македонија останува на позицијата за мирно решавање на конфликтот. Тамара Дичевска, Сител телевизија. А Министерството за одбрана денеска го објави конкурсот за прием на 300 нови професионални војници. Сите млади што сакаат да бидат дел од Министерството за одбрана, односно армијата, да се пријават, се работи за јавен оглас за 300 професионални војници и јавен оглас за 10 подофицери во македонската армија, а исто така следува и огласот за прием на 60 лица со завршено високо образование во офицерски чин кој што ќе излезе утре. Затоа ги повикувам сите млади што ја сакаат Македонија да бидат дел од овој повик. Позициите на СДСМ за потезите на власта во судскиот систем, како до вистинска борба против корупцијата, локалната власт и предизвикот од избори, македонската меѓународна политика, за економијата и цените. Во тема на денот Фани Карафилова Пановска, заменик председателка на СДСМ. Јакнење на волонтерството преку соработка на Универзитетот Светите Кирил и Методи и Црвениот крст. Габриела Лескова.
предложили волонтирањето на студентите во Црвен крст да биде валидирано како практична настава согласно програмите на факултетите при УКИМ за повисока оцена. Истражување на организацијата покажува дека над 60% од анкетираните студенти сакаат да научат како да пружат помош, но и да се зачленат во Црвен крст. Дополнително, нивната работа во Црвен крст да биде признаена како пракса за повисока оцена. Ние имавме пред некое време истражување за колку студенти се заинтересирани за волонтери да бидат волонтери во Црвениот крст. Тие покажуваат доста висока бројка, некаде 50-60% од студентите дека веќе се заинтересирани да бидат волонтери во Црвениот крст. Треба универзитетот, раководството да работат активно на тоа да праксата во Црвениот крст да се валидира некако во однос на дали ќе биде на секој факултет, дали ќе биде на одредени факултети, бидејќи тематиката што се изучува на едни не е поврзана можеби со Црвениот крст, треба тоа да се види, но нашата досегашна сработка е супер. Во очи 80 годишнината од постоењето на Црвен крст, надлежните подпишаа меморандум со раководството на УКИМ за предловочување на соработката. Се остава отворена можноста за отворање на академија, но и вклучување на професорската фела во хуманитарни активности. Задоволни сме од интересот на студентите, но од друга страна во комуникацијата со универзитетите, со факултетите видовме дека е потребна нова понуда од страна на Црвениот крст. Сакаме да ја прошириме платформата на соработка, која што ќе значи и вклучување на наставно-научниот кадар, знаења и искуства од нашите наставници, кои што ќе може да пружат соодветна помош и поддршка на Црвениот крст, посебно во академијата која што се планира во иднина да се отвори. Габриела Лискова, Сител телевизија. По продолжение блок вести од светот.